Турција ја затвори границата со Ерменија во 1993 година, откако етничките ерменци ја зазедоа спорната територија на Горно Карабах од блискиот сојузник на Турција, Азербејџан. Откако азербејџанските сили минатиот месец повторно ја зазедоа територијата, некои аналитичари велат дека постои можност да се стави крај на ембаргото на Турција, што ја оштети економијата на Ерменија и ја принуди да се подпредна сосем на Русија. Турција може да одигра многу конструктивна улога за економскиот развој на Ерменија. Ерменците треба да направат избор помеѓу сиромаштија и просперитет. Повеќе конфронтација значи повеќе сиромаштија, а повеќе ангажман значи повеќе просперитет. Во знак на подобрување на односите, Анкара ја отвори својата граница за да дозволи ерменска помош по смртоносните земјотреси во Турција во февруари. И ерменскиот премиер Никол Пашињан присуствуваше на инаугурацијата на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган по неговата победа на изборите во мај. За повторно отворање на ерменската граница, Анкара бара Ереван да ја признае турската граница и мировен договор меѓу Ерменија и Азербејџан. Некои аналитичари велат дека Ереван е подготвен за договор, бидејќи се обидува да се отцепи од влијанието на Русија, а отфрлањето на војната е голем чекор. Економијата се движи во вистински правец. Западниот стожер се движи во вистински правец. Демократијата се движи во вистински правец. Единственото нешто што се меша во тоа е заканата од војна. Ако ја повлечете заканата од војна, сето ова станува полесно, а економското забрзување продолжува. Но можноста за мировен договор меѓу Азербејџан и Ерменија со посредство на Европската унија овој месец стана жртва, велат некои наблюдувачи, на дипломатските пресметки меѓу лидерите на ЕУ и Турција. Азербејџан рече дека Турција треба да биде дел од разговорите. Германците и французите рекоа дека Турција не може да биде инволвирана. И навистина се прашувате во кој свет тие живеат. Би очекувал дека европејците, особено французите, ќе соработуваат со Турција и ќе ја извлечат Ерменија од орбитата на Русија. Наблюдувачите велат дека рускиот председател Владимир Путин брзо ја искористил можноста да го приближи председателот на Азербејџан Илхам Алиев под негово влијание, поканувајќи го на регионален самит во Киргизстан, каде Путин понудил да посредува за мировен договор, понуда која Ереван ја отфрли. Русија од секогаш игра на вакви контрадикторности и меѓусебни несогласувања. Тоа беше типична политика на раздели па влада и почнувајќи од царска Русија, многу порано од Советскиот сојуз. Постојат многу долги историски корени. Мојот впечаток е дека овие денови Москва ќе направи се за да создаде нестабилност навсекаде. Повторното заземање на територијата на Горно Карабах од страна на Азербејџан може да доведе до повторно отворање на границата на Турција со Ерменија по 3 децении, но наблюдувачите предупредуваат дека Москва сепак може да ги подкопа овие напори по неуспухот на Европската унија да посредува за мировен договор меѓу Баку и Ереван.